Драги мои, здраво. Добре дојдовте во уште едно издание на Слушај вамо. Океј. Моето ново студио, опремата, монтирам, пуштам право, тука и ќе наскоро ќе почнем и да стримам во живо, ќе идеме, ќе разговараме, ќе се вклучуваме, ќе се тераме у мајчино, ќе се враќаме у брајчино и така натаму. Помина една недела од големиот шок кој го доживеа опозицијата. На народот уште му е така mixed feelings, а тоа е потпишување на стратешкиот договор со Обединетото кралство во износ од 6 милиарди долари, пари кои ќе ни бидат дадени како позајмица за да изградиме инфраструктура, болници, да ја подобриме целата општа состојба во Македонија, која ќе биде голем импулс за развој на економијата. Ама, од оправдани причини, имено бегалската криза 1999 година од Косово овдека, после следствено тоа имаше и војната во Македонија 2001 година и народот, голем дел од народот со право е загрижен. Дали е тоа така? Мое длабоко мислење дека тоа не е така е од повеќе извори. Прво, самиот министер Николовски кој демантираше. Второ, и ќе ги видиме што е подпишано. Не може да има скриени тоа ако е подпишано и договорено, ќе мора да го видиме. Втора работа, британскиот амбасадор кој негираше, Страмер, премиерот на Британија, кој исто така негираше, и нашиот премиер Мицкоски. Он кога го изјави сево ова, јас го објавив на социјалните мрежи: "О, брате, сила покажавте, со закани спремаме. Стварно мислите дека мечка ќе плашите со решето? I don't give a fuck од такви како вас, патриоти на батерии. Ни у црква идете, ни војска служите, ни данок плаќате, нити ве интересира. Како вака не се буневте за пожарот, за ласкарци, како не се буневте за онкологија? Не. Како не се буневте за кочани? Ова што ви го направив последно, ова е све последица на системот од опозицијата. Не се. Не да ви кажам, она гаца ако ви интересира, барем за оние блиски кои ми веруваат, бидејќи се што сум ви кажал до сега ја не сум ве изложил. Памтите дека преку 20 години ја ви повторувам. Македонија ќе го смени името, Македонија ќе влезе во НАТО, Македонија никогаш нема да влезе во Европска унија. Ова го мантрам од 2004 година навамо, преку 20 години. Океј, друг пат ќе го повторно елаборирам. А сега, како се затвара темата со бегалците, бегалски кампови и слично. Одиме. Предвидува овој договор да се има имигранти? Знаете, на тоа прашање даде одговор и амбасадорот на Обединетото кралство, кој што беше многу јасен. А тој одговор е дека апсолутно нема таква работа. А таа тема се наметна откако беше подпишан во Албанија договор помеѓу тамошниот премиер и премиер на една земја од Европската унија за изградба на кампови каде што Албанија ќе прими мигранти неколку десетици. И сега тоа, аналогно на тоа, се пренесе таа тема тука, но таа тема е затворена. Јас разбирам дека дел од опозицијата и малкумината нивни поддржувачи се обидуваат да растурат пердови, мислејќи така дека ќе го оцрнат овој стратешки договор и дека ќе нанесат штета на имиджот и работата на владата. Тоа е исто како сега да треба да одговорам јас на прашањето како го коментирате ноќта, а сите гледаме дека е дење. Така што јас тука би ја затворил оваа тема, бидете спокојни, таква работа кај нас ке нема. Уште и пристојно. Имате среќа, знаете кого да изберете пример. Ја да сум, ти ги мора што е? Мрш бе, да не те дигнам на тија шинамена. Реков дека ќе нема, ама знаеш пишува, може те шамутим. Овај ночниот дан
ниједан, лоша ти беше конструкцијата ова со ноќ и дена, ама, како да кажам, премиерот е многу тактичен, пристоен човек, ја не сум, не со вакви бандоглавци. Нема врска. Океј, не останува сега што ќе правиме со тие 6 милијарди. Да завршиме коридорот 10, да завршиме исток, запад, север, југ и да ја поврземе Македонија и железнички. Многу ми навикаат што ќе ни е железница. Леле, луѓе, како можете да кажете? Не тоа за патување мене и тебе да идеме до Солон и назад, како што идевме 60, 70, 80, па добар дел и 90, додека не тура, не видоа дека ќе се викаме Македонија. И кога СДСМ смени, изиме, знаме, фироминизираше и све остало, сите булшити. Туку, железницата им ни треба нас, колку што им треба и на грците и на Европа. Прво, во Грција ќе биде најголемиот пристанишето со најголем склад за природен газ. Уште долго нема да се разреши ова со Русија и Европа, така да не можеме да очекуваме. Да, најубаво би било да се закачиме на руски газ. Јас сум газ давам. Газ давам на руски газ да идеме. Арно, ама нема да идеме. А нам ни треба и за загадување на Скопје, и за поевтина електрична енергија и 300. Така што таа железница, тој коридор, север-југ и исто-западни и тоа како потреба за побрз пристап на стоки, да иде терет. Значи, кога се збори што ќе ни е нас, па брза железница. Бе, не е тоа за тебе ти да идеш овците да ги пренесеш од Скопје до Велес или до што ти ја знам. Тоа е транспорт. Знаете, оние долги возови со километар долги кои носат руда, кои носат сировини, кои носат метал, полупроизводи и така натаму. Тоа кога ќе почне да работи, тогаш ќе се сетите и на која викате златните времиња. Тоа е тоа. Нам тоа ни треба. Затоа што, знаеш, и да донесеш некој инвеститор, викаш, аха, окей. Како е со железница? А со патишта? Добро, ќе размислам. Ама имаме ефтина работа. А овие уште ќе ти рече опозиција, види, не е добро, зависност е ако ти се продадеш за 6 милијарди, ќе ти бараат назад. Па добро, кај сте вие да инвестирате? Имаме ли ние да инвестираме? А државата да изгради, алобе, комунизам. Државата не може да гради фабрики. Можеш ти, можам јас да изградиме фабрики. Државата смее да земе пари, да изгради патишта, да изгради инфраструктура. Тоа е задача. А ние треба да го збогатиме сето тоа со добар бизнис. И ние да се збогатиме, и се отвараат работни места. Па што се дешава во Германија? Фабриките да не ги направи државата. Приватници ги направи. Фердинанд Порше го направи, Volkswagen. Да не го направи германската држава. Ама не можам да ве разберам. И сега викате, ама зошто го земавме? Знаете ли дека позајмицата од Обединетото кралство е поповолна од евроврзницата? Поповолна од кредитите кои европските банки и Меѓународниот монетарен фонд ни ги дава. А нам ни требаат пари за да почне еден циклус на инвестиции. Абе, цркнувате на 40 години затоа што немаме здравствена заштита, пола од овие пари, ја би сакал овдека да се изгради, да се прошири Вардар, да стане пловен, па се така бродови да идат од Дунав, од Белград до Солун. Абе, ке нема кој да живее. Не, пазите за што збориме. Уште не правиме муаве за онкологија. Кај е опозицијскиот лидер? Што беше он у времето кога се краделе лекови од болни од онкологија? Што работеше он? Шофер у ЈСП. Дечки, додека тие рак рани ние не ги оперираме, не го извадиме тој тумор, не го истискаме тој чир, тој гној, ние не можеме да мрднеме. Со ова лесно ќе се справиме. Едни избори, вака ќе ги смениме. Ама не ги менува народот. Па зошто не ги менува? Затоа што им верува. Затоа што не излажа. Колку и да зборат. Иако стои
на Facebook нивните смешни, па да кажам, иако вулгарни, па и не очекувам ја нешто друго од нив, вулгарни обиди за омаловажување, оти зошто? Зошто им треба? Не, ве лажат, не, тие пари се ќе ја продадат Македонија, Македонија ќе се распадне. Арно, ама, Македонија еднаш го направи тоа. Примивме 250.000 бегалци, преживеавме војна. Македонија се изне. Нема веќе два пати. Два пати исто сценарио не ти прави. Завршена е таа работа. Сега им треба нешто сосема друго. Треба да се технички, економски да се развива Македонија, заради Косово, заради Србија, заради Албанија, заради Грција. Оти нема да бидат примени. Приказните Грција, Албанија дека ќе биде примена во Европска унија, дрн јариња. Зар мислите дека Албанија ќе биде попривилегирана од една Турција која е не држава, државиште и технолошки, и економски и правно? Ни чека 25 години. Не мрда од место. Не. Оваа Европа кој што е, ќе падне. Бавно, свилејки, полека. Ќе си останат државите, ама сето тоа ќе се редефинира. Нема да биде крваво како со Југославија, ама ќе дојдат големите промени. Идејќи мора. Тоа е и пораката од Британија. Затоа излезе. Како што Словенија излезе од Југославија. Оти беше јасно. На британците им е јасно. Океј, драги мои. Јас сум оптимиста. Не чекаат добри денови. Не чека повисок стандард. Искрено сум убеден во тоа. И мислам дека брзо ќе ги видиме тие резултати. И сега, кој верува, верува. Кој не верува, тоа е тоа.